Добре дојдовте на вториот мегдан, веќе е втор пат. Првиот пат на прашањата на граѓаните одговараше кандидатот за председател, а сега веќе председател на државата, а сега таткото на град Скопје, Петре Шлегов. Добре дојдовте на вториот мегдан и во име на иницијативата ви благодарам што прифативте да одговарате на прашањата на граѓаните. Без да должиме, ќе почнеме веднаш. Првото прашање е од... Најпрво добро вечер. Благодарам за поканата, задоволство ми е, затоа што и кажав, во моментот кога ме повикавте, јас сум во принцип секогаш транспарентен и одговорен и секогаш расположен да одговорам на било какви прашања, дилеми врзани со работењето на град Скопје. Секако ова нема да биде последен мегдан, ќе видиме и останатите функционери колку се храбри. Да почнеме со прашањата. Првото прашање е од Љупчо Петрушевски. Дали филтерот кој е изработен за печката за горење на медицински отпад во Дрисла Скопје во надлежност на градот, и ако е, зошто се уште не е платено на фирмата која го изработи? Една убава работа денес е дека Советот на град Скопје донесе одлука со која што го променивме конечно концесионерот, значи донесовме одлука да го замениме италијанскиот концесионер кој што раководеше со депонијата Дрисла во изминативе 8 години. Ингеренциите на филтрите од инсталации од А карактер се на Министерството за животна средина, односно Инспекторатот на животна средина, иако кога беше тој филтер во прашање, уште негде на почетокот кога јас дојдов како градоначалник, отворив тоа прашање и таа иницијатива, и благодарение на таа иницијатива Инспекторатот донесе задолжение за депонијата Дрисла да изврши промена на филтерот. Какви се деловните односи помеѓу фирма што го доставила водениот филтер до Дрисла со цел да биде монтиран на медицинскиот инцинератор, и дали е тоа платено во овој момент не знам. Меѓутоа ќе воспоставиме целосна контрола врз работењето на Дрисла со менувањето на концесионерот, нешто што како постапка веќе во централен регистар, а по основ на одлуките кои што денес ги донесовме на Советот на град Скопје, ќе ги започнеме уште во текот на утрешниот ден, така што ќе ги имаме деталите. Ако не е платен, без оглед на тоа што се менува концесионерот, деловниот однос помеѓу Дрисла и фирмата која што го доставила постои, јас очекувам дека ќе биде платен во најблиски дни. Следното прашање од Ирена Стериовска. Во 2010-та град Скопје подпиша договор со куќните совети од зградите што се наоѓаат на улица 11 октомври на самиот плоштад за барокизација на надворешниот изглед од фасадата. Во договорот град Скопје презема обврски за да ја санира и задната фасада од страната на паркингот и да изврши реконструкција на фекалната канализациона мрежа. Иако живеевме неколку години во прашини, изолирани од сонце, и нашите домови долго време беа градилиште, 9 години подоцна обврските на градот не се исполнети. Барокната торта на плоштадот се уште лежи на септичка јама. Неколку пати месечно се запушува и се шири реа, недозволена за рурални средини, а камоли за центар на главниот град. Дали и кога град Скопје ќе го испочитува својот дел од договорот? Трагично е што се случуваше во центарот на нашиот град. И да, вистина кога ќе ги видите тие објекти што се, не знам ни кој стил се. И познавачите на уметноста не можат да го дефинираат стилот на фасадите што се наоѓаат во Скопје. Јас лично го викам необарак. Нити објектите се затворени до крај. Ако била идејата или интенцијата надвор од промената на изгледот да се изврши реконструкција на објект кој што би бил енергетски ефикасен и би се решиле тие прашања, значи тоа не е завршено, само што ќе влезете позади зградите ќе видите по каква состојба се тие. Градот започнува, ние стопиравме изградбата на фасадите и успеавме да ја заштитиме зградата на Пелагонија, изградата на поранешно електростопанство, сега Евана и Елем, од барокизација, и кога ќе го продолжиме тој дел по враќање во една нормална состојба на изглед на тие две згради, ќе видиме кои се останатите обврски на градот визави тоа што граѓаните го имаат подпишано, иако ја мислам дека тамо ќе мора да се интервенира во целост со цел да ја доведеме состојбата и на објектите, меѓутоа и на состојбата со канализационата мрежа во нормална состојба. Треба да знаете дека за изработка на фонтаната уништен, односно неправилно пресечен еден од главните водови на канализационата мрежа што проаѓа под плоштадот.
таму е најверојатно дека ќе имаме една посериозна интервенција во текот на наредната година и може да примет од граѓаните дека секогаш кога се движат по плоштадот, особено во летниот период, плоштадот мириса на фекалии. Тоа е затоа што за да се изработи фонтаната на така наречениот војн на кој всушност уништена мрежата од технички неисправно вршење на работите, а таму е цевката од 1800 метри 80 главната канализациона цевка на градот Скопје и тоа не е најна интервенција, треба многу внимателно да се влезе. Во тој потпат ќе ги доведеме во ред и состојбите со објектите кои што се на улица 11 октомври. Меѓутоа прашањето беше кога, имате ли некаква Ви временска кажав дека рамка? во текот на наредната година очекувам дека ќе влеземе во некакви посериозни зафати на тоа поле. Следното прашање, Ана Кркулј, би поддржала ли градот проекти за пренамена на напуштени објекти во алтернативни простории за креативно изразување? Една од работите за која што ја лично се имам залагано и распрашувано е еден напуштен објект кој што се наоѓа непосредно во близина на Скопското сајмиште. Тоа е еден прекрасен објект за кој што ја мислам дека може да биде добар еден конгресен центар, мини конгресен центар или центар за алтернативна уметност или израз на било каква уметност како центар како што има всушност многумина од градовите низ Европа, меѓутоа за жал многу од тие напуштени такви руинирани објекти се со нерегулирани имотно-правни односи за да може да влезе градот како таков во уредување на нивниот простор секаде каде што ако има господица, не знам, сознание дека постои некој таков руиниран објект кој што има решени имотно-правни односи или се во државна собственост, јас сум спремен таквата иницијатива во тој објект да влезе градот Скопје со инвестиција со цел да уредиме микролокации каде што би се одвивал малку поинаков културен живот од оној што досега сме го имали. Преминуваме на следното прашање од Јорданка Ивановска Јоци. Дали по 2 години неуспешно и најблаго кажано катастрофално работење на сите нивоа ќе најде во себе сила, храброст и доблест да си поднесе оставка од функцијата градоначалник на град Скопје и местото да го препушти на друг човек кој точно би знаел да ја менаџира метрополата и да ги задоволи граѓанските потреби и очекувања? Јас силно верувам во демократијата и во правото на мислење на било кој граѓанин, вклучително и посочената господја или господица. Она што за неја знаме дека она предвидуваше дека јас ќе изгубам на изборите од господинот Трајановски и јас победив во првиот круг. Па вие ценете какво е тоа мислење. Следното прашање, Тони Блусман. Дали господинот Шелегов во соработка со министерот Јани Макрадули работат и имаат план како да се справат со загадувањето кое надминува над 100 мерни единици од дозволеното во периодот кој следи? Ако да образложи на што се работи. Комплексно е прашањето. Знаете, една реченица кажувате загаден воздух или загаден амбиентален воздух и тоа како такво кажувате, меѓутоа ако не ги таргетирате главните извори, вие всушност импровизирате во целата работа. И тоа не може да биде исклучиво активност на градот Скопје и не може да биде исклучиво активност на Министерството за животна средина, кај што е заменик министер господинот Макрадули, туку мора да биде една сеопфатна акција која што ги вклучува и граѓаните. Три се главните извори на загадување, односно на аерозагадувањето, особено во зимскиот период, бидејќи таму имаме во текот на зимата ради ниските температури промени во атмосферските движења и загадениот воздух како потежок останува подолу. Првиот извор е затоплувањето на домовите, кој што партиципира како најголем контрибут, најмногу придонесува во загадувањето на воздухот. Ние тоа го таргетиравме со преку основање на ново јавно градско предпријатие, градски енергетски системи. Денеска имавме и на седницата на Советот на точка и годишно собрание на тоа акционерско друштво. Мојата цел и интенција е градот да влезе во креирање на собствена енергетска политика. Потегнавме заедно со владата на Република Северна Македонија низа чекори кои што најпрво придонесува за жал топловодната мрежа не беше легализирана, беше дивоградба и не беше никаде внесена во имотните листови. Значи најпрво влеговме во таа постапка на легализација и јас очекувам дека владата веќе на една од наредните седници ќе го пренесе правото на управување на мрежата врз град Скопје, што е основ ние да побараме
лиценца за снабдување и дистрибуција со енергија на граѓаните. И не е само таа мрежа, има уште две мрежи, едната е во Скопје Север и Бутел и третата е во Автокоманда, Железара и Газибаба, Елем Енергетика. Градот претендира да го превземе управувањето со сите три системи со цел да сите три мрежи бидат споени конечно, за да продуктот, производителот на енергијата може да ја дистрибуира насекаде. Трагично е што имаме три мрежи во градот Скопје и тие не се споени, заради тоа имаме диспропорција во цената на енергијата за затоплување на домовите, што па го прави во делови од градот затоплувањето на домовите преку централен систем на затоплување неатрактивен. Затоа испојувањето е императив за мене во овој момент, за да можеме да ја уедначиме и паднеме цената. И затоа сакам да таа игра, да ја речам, или таа политика ја води градот и ја креира градот, затоа што ако сте активен како субјект во енергетската политика, тогаш ќе можете да креирате и социјални пакети на кои што на граѓаните ќе им нудите начини, поевтини начини за приспојување кон мрежата. Значи, таргетот број 1 кон затоплување на домовите е превземање на топловодната мрежа, спојување, тоа нешто што веќе го проектираат луѓето кои што се вработени во ГЕС, спојување на мрежите со цел да понудиме поевтино приклучување кон топловодната мрежа. Втората е засилен инспекцијски надзор на градежните активности. Мислам дека активностите на инспекторатот на град Скопје нарочито се во последно време сериозно повидливи во однос на минатото, и третото е регулирање на сообраќајот, односно редуцирање или дестимулирање на автомобилскиот сообраќај со замена со квалитетен алтернативен јавен транспорт. Ова се трите стратешки работи на кои што градот работи секојдневно и во секој момент тоа го работиме. Имаме и плюс некои други работи. Нека имав едно прашање од колешка една ваша од една од телевизиите наши, вели што градот прави околу аерозагадувањето. Што е многу општо прашање сега, меѓутоа во ред. И истата таа телевизија, на пример, не ја пренесе денеска веста за Дрисла, не пренесе дека градот тотално менува изглед на две средни училишта и ги прави енергетски ефикасни. Тоа се Хемиско училиште Марија Кири Склодовска и гимназијата Цветан Димов. Вчера отворивме нов парк во срцето на Скопје на површина од 11.000 метри квадратни. Сега можам јас да редам акцијата за инвертери, исто така сега заврши за замена на грејните тела со инвертери. Сето тоа се работи кои што се прават, да се разбереме загадувањето. Нити јас некогаш го имам речено, нити некој го ветил дека е работа што можете на копче стиснување да го смените. Тоа е една перманентна политика и перманентна борба со перманентни секојдневни превземања на действија, и таа ќе се отсликува, односно ќе биде видлива со кога ќе направите компарација на загадени денови, и тие полека ќе почнат да исчезнуваат, да речам, од мапата на нашиот град, и тоа е нешто што јас очекувам, имајќи во предвид кои се овие действија што ги превземаме, особено стратешките, дека на еден среден рок на Скопјани ќе им обезбеди чист амбиентален воздух. Шестото прашање, Едвард Кардель. Дали имаме конкретен план за справување со дивите депонии кој е јавно достапен? Дали може да го објасни што е планот со Дрисла, кога ќе бидат заменети мерните станици кои не работат и колку е буџетот за оваа активност и колку години треба да поминат за да се сменат автобусите на ЈСП кои се еден од главните загадувачи на улиците? Дрисла веќе кажав. Денеска Советот донесе одлука за промена на концесионерот, и ја мислам дека се создава една многу посериозна можност отколку досегашната, да конечно градот добие една модерна депонија која што ќе го третира отпадот, комуналниот отпад, на соодветен начин. Дивите депонии се работа која што, ако идеме по слово на закон, е работа и одговорност на општините у град Скопје. Меѓутоа, за мене тоа е неприфатливо. Мислам, неприфатливо во смисол на тоа не можам да бидам нем сведок на тоа дали било која општина на територија на град Скопје
ќе превзема или нема да превзема нешто кога се дивите депонии во прашање, и откако сум ја градоначалник до сега имам исчистено преку 320 диви депонии, што не мислам дека е воопшто мала бројка, и ги отстрануваме. Секојдневно сме во битка, меѓутоа за жал некои лоши животни навики веројатно ќе треба да ги променат и граѓаните и да воведеме еден посериозен систем на казнување, бидејќи не само со апели секогаш можеме да се справиме. Градот веќе набавува нови автобуси на газ. Таа поставка е во тек. На 5 јули ќе го имаме, ја води ЕБРД, банката европска, не градот. На 5 јули ќе го имаме избраниот понудувач и очекувам некаде околу нова година веќе да пристигнат 30 и нешто, 35 отприлика автобуси визави цената што ќе биде постигната во постапката. Јас во текот на изминатата година и пол целосно работев со екипата луѓе што се заедно со мене во градот и со секторот за сообраќај внатре во градот на до оформување на документацијата која што ќе овозможи изработка на алтернативен начин, да не речам шински, односно трамвај, и тоа нешто беше презентирано пред претседателот на владата некаде пред нова година и тој истиот во едно интервју кажа дека градот ја има спремна документацијата. Очекувам, бидејќи за жал не е Скопје во финансиски таква позиција да може сам да го реши тоа прашање, дека со поддршка финансиска од владата ќе започнеме посериозно да го решаваме прашањето на јавниот транспорт. Еднаш кога ќе ја започнеме таа постапка, потребни се 2 до 2,5 години за целосна изградба на таа инфраструктура и тогаш ќе може целосно да бидат субституирани автобусите од јавниот градски превоз, кој што дел од ЈСП, дел од приватните превозници се сериозен контрибутер во загадувањето на воздухот, особено во зимскиот период. Следното прашање од Светлана Смилевска. Кога конечно ќе се направи универзална сала културно обележје на град Скопје? Како да се нема јасна агенда со приоритети и сите да знаеме што и кога ќе биде сработено? Со ваков пристап се има комоција секој да се правда, а во суштина едноставно не е сработено. Реновирањето на универзална сала, односно незината целосна реконструкција е проект кој што чини околу 18 милиони евра. Ние со Министерството за култура постигнавме договор дека финансирањето ќе оди преку годишните програми на Министерството за култура. За жал, за тековнава година во последен момент некаде околу милион и пол евра кои што беа како првичен капитал со кој што требаше биде започната постапката отпадна, од кои причини не знам. Сега сме влезени во разговори со Министерството за култура да бидат тие средства обезбедени или на крајот на денот може да се обезбеди и приватен партнер кој што по пат на концесија ќе изврши реконструкција на универзална сала и ќе употребува за известен период. Тоа е еден од култните објекти, тоа е објект за кој што и јас лично си имам обрзано пред граѓаните. Состојбата финансова во градот не е таква да тоа градот може сам да го поднесе, или ако се смени системот на финансирање на општините, па добиеме поголем прилив на средства по редовен пат, тогаш јас немам проблем да градот ја започне универзална сала, меѓутоа тоа е прашање на кое што активно се работи. Осмото прашање, Филип Велковски. Докаде сте со анализата за отстранување на галиите и кога ќе почне нивното демонтирање? Јас очекувам дека едната галија е можно во текот на оваа година да ја отстраниме. Веќе во текот на утрешниот ден, барем понашо мене ми е ветено, ќе започнеме со сериозно расчистување на коритото во делот кој што требаше биде панорамското тркало со цел да овозможиме проточноста на Вардар од онаму каде што е запнат баш во централното градско подрачје. Има добри шанси и втората галија да биде тргната. Едната што е најблизу до Гранд Хотел, мислам дека ќе се создадат услови оваа година да ја безболно тргнеме од таму. Билјана Јовановска прашува што планирате за моторните возила што возат по пешачките зони, особено по парковите, како и за спроведување на законот за фрлање ѓубриња, пикавци и парични санкции. Во системскиот хаос во кој што се наоѓаат ингеренциите на градот Скопје, не е за жал сообраќајот. Регулирањето на сообраќајот е исклучиво надлежност на Министерството за внатрешни работи. Градот Скопје нема нити правна сила, нити правна можност да го регулира сообраќајот во самиот град.
Она што можеме да го направиме со една подлабока анализа, и тоа веќе започнавме пред известно време на терен да го спроведуваме, тоа инспекторите и комуналните редари на град Скопје да изрекуваат мандатни казни на лицата, односно луѓето кои што своите возила ги оставаат на јавни површини, тротоари и на зелени површини. Мојата желба е градот да добие комунална полиција. Екипата моја состави еден текст на закон за комунална полиција и го дадовме на мислење по соодветни министерства. Очекувам дека од кога ќе завршат турбуленциите околу реконструкцијата на владата, министерствата посериозно ќе се занимаваат со овој текст и конечно барем до нова година да го донесеме законот за комунална полиција, собранието да го донесе законот за комунална полиција со цел градот да има целосна ингеренција врз сообраќајот, дивото паркирање, фрлањето на отпад, односно да имаме институција, полицајци градски кои што ќе може да го вршат казнувањето, бидејќи не секогаш приоритетите кои што ги имаме ние како град се приоритети на Министерството за внатрешни, на пазарна инспекција или на таков тип на институции кои што имаат измешани ингеренции со градот, особено во делот каде што имаме хаос по пазарите, по сообраќајот. Сето тоа се одговорности или на пазарна или на Министерство за внатрешни. И подобро би било градот да ги има тие ингеренции, таа е мојата желба, затоа и текстот и таков е на законот, го доставивме до владата, ќе ги повикаме и пратениците истиот да го изгласаат. Прашање од Владо Данилов: зошто никако не може да профункционира зелениот бран во Скопје и кога конечно ќе се воведат пешачки семафори на Копче, а во меѓувреме да се исклучат неколкуте непотребни пешачки семафори на Илинденска и Партизанска? Тоа првото прашање, а второто е: ќе се реши ли конечно проблемот со гужвата што се прави како резултат на такси станицата пред Ситимол? Зелениот бран е работа која што се управува од Центарот за управување на сообраќај град Скопје, сместен кај железничка станица. Тој зимоска може да го видат луѓето кога ги чистиме улиците. Ги имаме на неколку пати, да речем, постирано и се видливи како такви. Кога заради премин на некоја VIP личност или странска делегација или ќе се исклучат семафорите, потребен е период да се пребројат возилата. Тие јамки што ги стававме сега, најдобро беше видливо пред Јосип Брос кога асфалтиравме Димитрија Туцович и одма утре дента малку се расече улицата, па сите рекои се сече улицата, не таму се ставаат јамките за броење на сообраќај. Кога ќе се исклучат насилно семафорите, се губи датабазата и потребен е известен период да профункционира системот за да може да влезе во зелен бран, иако и во услови кога идеално функционира тоа заради движење на сообраќајот кои што се на блиски локации, да речеме околу Партизанска заради гужба во правци кога влегувате од Рузвелтова или од 8 септември булеварот, траат пократко сигналите со цел да на другите места не се создаде таква гужба и кога ќе се расчисти гужбата се враќа системот сам по себе, бидејќи со софтвер правиме уловет, ќе се враќа во првобитна состојба, така што нефункционирањето на зелениот бран може да е од насилното исклучување заради поминување на странски делегации или VIP личности со сериозен степен на безбедност, таков е безбедносниот протокол, тука сме немоќни, или де факто софтверот не дозволува да имаме такво движење заради тоа што би се создала несоодветна гужба на останатите делови од сообраќајот. И уште одговор за такси станицата пред Ситимол. Во моментов се врши реконструкција на Лондонска. Јас очекувам дека ќе извршиме и поместување на такси станицата, иако е голем отпорот од такси превозниците, не сакаат такси станицата да остане таму каде што е. Очекувам дека ќе ја поместиме према автобуската малце подолу и барем влезот кон Ситимол да биде порегуларен. Следно прашање, Љупчо Перковски: дали градоначалникот има намера да ги седне на маса газдите на кафулиња и дискотеки во Дебармало, се со цел да се врати мирот од претерано гласната музика, поготово преку викенд? Градот има правилник за поставување на така наречена урбана опрема, со која што се дозволува поставување на летни тераси, наму каде што се има претерано. На терен сме во координација со општина Центар и денеска веќе имаше отстранување на некои тераси кои што не беа согласно правилникот
и очекувам дека таму лека по лека ќе успееме да го составиме еден нормален ред. Никој нема против малите бизниси во градот од една страна, меѓутоа ако дозволиме на некој да стави 5 маси, треба да стави 5 маси, а не да го злоупотребува решението што ќе му издаде градот и да си постави 10 маси и да се распаша по јавниот простор, па не може човек да пројде со точак, не може жена со количка да пројде со бебиња, возила паркирани на сите страни и работиме сериозно со општина Центар и очекувам дека многу брзо веќе ќе се започнеме со реализација и проблемот особено со неправилно паркираните возила во Дебар мало ќе биде надминат. А децибелите, бидејќи ова прашање конкретно се однесува на гласната музика? Па не, гласната музика е поврзана и со гужвата, така што мислам дека кога ќе го ставиме редот, ќе се стави ред општо. Следното прашање од Игор Ѓорѓиев прашува ќе се сруши ли терасата на Белата палата? Општина Центар нема градот ингеренции, ние немаме градежен инспекторат кој што носи решение за рушење. Општина Центар е правиот орган за таа работа, ја искрено се надевам дека ќе се сруши. Посакувам. Следно прашање, Ангел Пепеш, ќе се преземе ли нешто со шампитата, галиите во Вардар спомениците? Па веќе кажав по однос на галиите, реков дека градот во текот на наредната година ќе има едни посериозни запати во централното градско подрачје. Само дозволете, знаете, не е во ред, не дека јас не сакам се лиши легов тај нешто, па не ќе ја каже, не е до крај созреана информацијата да биде споделена со јавноста. Се работи на документација во моментот, кога ќе биде тоа завршено, ќе го споделиме со јавноста. Јаворка прашува, ако дрвата се природен филтер, тогаш каде се, кога ќе ги засадите, кога ќе ви заврши мандатот? Па, откако сум јас градоначалник, имаме засадено преку 18.000 дрва. Вчера отворивме парк. Во тој парк има дрворед од нови 85 и зачувани 12 дрва, например. Завчера го зазеленувавме булевар 8 септември, потекот кај Александар Палашу. Стоеше цело време ненаправен. Акцијата дрва за секое дете ја започнавме пролетва, имаме таму еден прекрасен дрворед на покрај кеот на Вардар. Заедно со армијата исто така зазеленувавме, заедно со секоја општина зазеленувавме. Лани беше рекордна година на подигнување на ново и обновување на старо зеленило по цифри, по метри квадратни во паркови зеленило. Така што она што не можеме за жал да го направиме да го забрзаме растот на определени видови на дрва, меѓутоа дрвата се секој ден се поприсутни и поприсутни. Дури ја гледам некојаш коментарите кои ќе ја шернеме веста дека еве градот за зелено, аман доста веќе зазеленуете, доста веќе садите дрва. Значи дрвата се садат секојдневно. Добро, прашање од Лукреција Мијалковиќ Атанасовска, зошто ги остави недовршени зградите во Центар со градежен шут наоколу, отворени даски, профили и цигли? Ако се толку убави, зошто ги прекриваше со платна за папата? Не е до крај информирана, веројатно, господјата. Приватна инвестиција која што ја има, колку што ја знам сам со Ненко, по основ на договор што го има направено со владата на Никола Груевски и претходната градска администрација, е објектот кој што се наоѓа на плоштата, во кој што требаше да биде некаква реплика на поранешниот офицерски дом. Согласно договорот што го има направено тогашниот приватен инвеститор, таму градот треба да има и резиденцијална канцеларија на градоначалникот и венчалница, тој објект треба да биде завршен до 2023 година. Тоа е работа што ние сме ја затекнале, кога сме дошле, за жал и јас не се сложувам со таквиот изглед на плоштата, особено што добро памтам дека таму имавме еден прекрасен парк. Во срцето на малиот ринг до плоштата имаше еден прекрасен парк, некој одлучи за жал да го уништи со цел да направи не знам какви бизниси. Во секој случај злоупотребен беше јавниот простор, на негова сметка се дадена можност на приватен инвеститор кој што тој објект треба да го изведе, како што веќе реков, до 2023 година. Ќе бев многу посреќен таму да беше паркот отколку тоа ругло што сега во моментот се наоѓа. Следното прашање, Кирил Кико Пеовски, кога ќе ги тргне бродовите од Вардар и останатите блокови цемент од тркалото, дали ќе чекаме Вардар да си ја покаже својата сила? Едно од првите негови ветувања. Исто така, што стана со Гинко дрвата, освен пред суд, друго не видовме. За галиите одговоривте, меѓутоа прашањето за Гинко дрвата. Та Гинко е дел од дрвата што ги садиме во текот на пролетните и есенските акции. Гинко дрвото ние го поставивме пред судот символично, затоа што
таму имавме екзекутор на кој што убива луѓе без судење, како символ оставен од претходното владење. Она што ја и пораката веројатно до граѓаните беше организацијата ве гледа и нема потреба ве суди, се знае кој ќе ве суди. Јас сум адвокат примарно. Да не заборавиме никогаш тоа. Гинкото, па од друга страна, е символ на човекови права. И самото гинко како такво, што ние го добивме според од град Нимберг, со цитат од повелбата на човекови права од Обединените нации, како такво беше како символ, а не само како вид на дрво. Иначе како вид на дрво го садиме низ нашиот град. За галиите кажав, она што ако денес кога разговарав со директорот на градежното предпријатие Бетон што го изведува мостот кај што требаше да биде панорамско тркало, што го изменивме, утре треба да влезе еден посериозен багер да почне да ги крши темелите и очекувам дека пред десента темелите на онаму кај што требаше да стои панорамското тркало, очекувам дека пред десента ќе бидеме во можност да Вардар тече во тој дел слободно, без никакви препреки, а во текот на летово конечно да се тргнат арабите од мостот и таа една природна врска на Скопјани од исток на запад, а сега попречена со тараби заради избегба на мостот да биде конечно слободена, со цел да го возможиме непречено движење и на велосипедистите и на пешаците. Прашање од Виолета Ѓорѓиевска, вели министерот за здравство најави дислокација на центарот за зависност во општина Кисела Вода во општина Газибава. Сведоци сме дека граѓаните на општина Газибава се противат на изјавата на министерот. Со оглед на тоа дека се работи за центар кој се наоѓа во Газибава, прашање до градоначалникот која ќе биде улогата и како мисли град Скопје да го реши овој проблем. Не е воопшто прашањето на дневниот центар за зависници од дрога, прашање на кое што градот има било какво влијание, ингеренција или можност за влијание, тоа е работа пред се на Министерството за здравство. Две прашања од Беки Млаки. Господине Шелегов, зошто во главните сообраќајници во Чаир можат да се паркираат возила и да прават гужви и нервози, додека во Карпош центар или аеродром не се осмелуваат бидејќи веднаш пајакот интервенира? Тоа е првото прашање. А второто, зошто велосипедистите од Чаир и Бутел се дискриминираат со немање велосипедски ленти и како мислите да се борите против загадувањето на воздухот кога нема инфраструктура за еколошки транспорт, велосипед, електричен скутер или електричен тротинет? Главниот проблем, пак кажав, со сообраќајот не лежи во градот Скопје, туку во Министерството за внатрешни. Инаку работиме со пајаците и низ Чаир. И тоа да не речам така речи перманентно. Ако се мисли на Чаир, особено на улицата Цветан Димов, што е за жал единствената спојка директна север-југ на град Скопје, таму имаме проблем ради недостаток на простор да изведеме велосипедска патека. Ако навлеземе во определено проширување на сообраќајницата, тогаш ќе изготвиме и таков вид на патека, на велосипедска, и свесен сум дека во концептот на Белоград прошлата година ние изработивме 14 км велосипедски патеки. Два проблема се сериозни. Еден е во делот на Чаир по улица Цветан Димов околу Јајапашината џамија. Број 1 и број 2 имавме од автокоманда кон Сингелич. Има недостаток, да речам, кај што може да се изведе, со цел да кажеме дека главните артерии се ослободени за движење на така наречен алтернативен сообраќај. Изнаоѓаме решение и јас верувам дека ќе успееме конечно Бутел, Радишан и Чаир да ги поврземе со центарот на Скопје со можност за алтернативен начин на сообраќај. Гоца Марковски има две прашања, меѓутоа ќе ги прочитам едно по едно бидејќи се долги. Имаше очекување од активистите за правата на животните дека ќе бидат активно вклучени при решавање на проблемот со бездомните животни во Скопје. Градот формираше ново јавно предпријатие Лајка, а во управниот и надзорниот одбор немаше место за активистите од Сдруженијата за правата на животните. Го прашувам градоначалникот Шелегов, зошто град Скопје не успеа да направи заедничка стратегија со представниците од Сдруженијата на правата на животните со цел поефикасно решавање на проблемот со бездомните животни? Мислам дека имаме малку карактеристика да брзаме со констатации. Управниот одбор на Лајка треба да брои 15 членови, избрани се само 5. 5 ги избравме за да може да ја завршиме регистрацијата со предпријатието. Значи,
нити управниот одбор, нити надзорниот одбор на Лајка не се до крај дооформени. И мислам дека затоа велам дека некогаш малку избрзуваме со констатациите без да ги имаме предвид фактите. Тој процес е отворен и тој процес е инклузивен со сите кои што може да придонесат за подобрување на благосостојбата на животните, особено животните скитници, бидејќи сметам дека знаењето на сите организации може да придонесе да го решиме проблемот и на животните, меѓутоа да го решиме проблемот и на луѓето кои што секојдневно се среќаваат со животните скитници. Како подпрашање сте во комуникација со здруженијата кои се Со залагаат дел, за правата на значи Тина Петрушевска, директорката, е граѓански активист, не е партиски член, да речеме, и она е главниот контакт во тие контакти, иако и јас лично имам контакти со неколку од здруженијата за заштита на права на животните. И второто прашање, проблемот со високото аерозагадување за време на грејната сезона е веројатно најгорливиот проблем со кој се соочуваме сите ние кои живееме во Скопје. Прекуглаваме од декларативни заложби и празни реторики дека се преземаат мерки за намалување на аерозагадувањето. Го прашувам градоначалникот дали е подготвен да понесе морална одговорност и да си даде оставка доколку и оваа година концентрациите на PM10 частичките се на исто или слично ниво како и лани. Јас мислам дека некаде на почеток сериозно елаборирав што е тоа што го работи градот. Се друго е било импровизација. И кажав дека тоа не е проблем со кој што можете да го решите на копче. Често кажувам, иако тоа е неомилено кај граѓаните, дека сме сите дел од проблемот и сите мораме да бидеме дел од решението. Не можеме да очекуваме дека ќе ги задржиме истите животни навики, нема да смениме ништо во нашето поведение, например да обожават да возат дизели, особено стари дизели, затоа што е тоа, да кажам, условно поевтино, значи не може да барате да имате исто поведение, а проблемот да биде решен. Не е проблемот тако што може да го реши само институцијата. А институциите преднашат, сериозно треба да преднашат и кажат што се правиме, особено на делот на затоплувањето, меѓутоа мора заеднички со граѓаните секој од нас да тргне и од себе си, да смени дел од своите животни навики и да започне тој процес на намалување на аерозагаденоста во Скопје. Дарко Јаконов, 21 прашање веќе, што ќе преземе околу индустриската зона околу стадионот со магазини и дистрибутивни центри од кои дневно циркулираат илјадници комбиња и камиони низ центар, со паркиралишта за илјадници коли, со автобуси туристички кои носат гости во хотелите во парк, додека се тресат куќите покрај кои што поминуваат. Што со пешаците кои немаат каде да се движат, што со возењето со 100 км на час по улица на 2 метри од влез во куќа, што со дискотеките од кои центар и Капиштец не можат да спијат. Дел од нив веќе ги говорите, мислам дека веќе ги опативме. Дискотеките се работа што ќе се случуваат таму каде што се наоѓаат само уште оваа година, бидејќи влегуваме во реализација на забавниот парк после тоа и таму ќе нема простор за дискотеки. Брзината на возењето е работа што веројатно не очекува никој дека може да ја реши градоначалникот. Е работа на Министерството за внатрешни работи од една страна, меѓутоа знаете возењето несовесното особено или така нареченото лудување по улици е сепак еден веројатно индивидуален избор во даден момент, а не можете таквите моменти да ги спречувате. За жал просторот по стадионот е приватен простор. Стадионот е во собственост на јавното претпријатие за стопанисување стамбени деловен простор на така наречениот ПУИК, меѓутоа оние магазински простори таму е Сител телевизија, има неколку дуќани продажба за бела техника по улица Столтенбергова, таму кои што се и кои што свесен сум дека придонесуваат за хаос во тој дел од паркот. Во моментот кога ќе започнеме со реализација, односно кога ќе заврши изградбата на новиот тематски забавен парк во Скопје, целосно ќе биде сменет и сообраќајниот режим во тој дел од градот. И последното прашање пристигна непосредно пред да започнеме со денешниот мегдан, а доаѓа од ОДВА иницијативата. Вели град Скопје денес одлучи да го раскине договорот со италијанската ФЦЛ Амбиенте и концесијата за Дрисла да ја додели на германско-хрватскиот конзорциум
воден од Шолц. Фино што ќе се раскине договорот со Амбиенте за Дрисла, но да се склучи договор со конзорциум каде собственик и председател на управен одбор на една од компаниите бил уапсен за местење тендери, злосторничко здружување токму во бизнисот со отпад. Морали да бираме помеѓу две зла. Зошто се дозволува и зошто се остава повторно криминални лица да бидат вклучени во управувањето со Дрисла? Малку ми звучи. Денеска имавме, да речам, таков тип на дебата внатре во Советот или слична. Јас не сум среќен што градот мора да изврши избор помеѓу овие два субјекта. Ова е проблем што е стар 8 години. И е наследен проблем. И кажав, ја дојав за градоначелник 25. мојот прв работен ден како градоначелник беше 25. октомври 2017 година. Некаде околу декември 2017 добивме одлука од страна на управниот суд дека се менува концесионерот, односно дека се заменува Таљанов со Шолц, на што некаде 4-5 јануари град Скопје поднесе жалба до Висшиот управен суд. Во таа жалба ние баравме постапката да биде поништена во целост, со цел да градот да може да спроведе една нова постапка. За жал, жалбата на град Скопје во таа постапка е отфрлена. И нам ни беше вратен предметот да извршиме повторен избор. И денес на опозицијата која вика токму дека ова прашање во другиот конзорциум има човек кој што пред неколку години бил во Хрватска и уапсен, ќе ја вршиме избор од тие луѓе што нам они ни ги оставија. Не се тие избор нити на оваа градска управа, нити на овој градоначалник. Не можевме да ја прекинеме постапката затоа што дури тогаш градот го правиме правно порозен да и едната и другата фирма, бидејќи градот пред 7 години ги внел во втора фаза, во фаза на достава на понуди. Ако сега им ја прекинеме постапката, градот го правиме правно порозен да може овие да го тужат за надоместна штета. Една тужба по наша проценка би била околу 70-80 милиони евра. Значи, и за неја околу 150 милиони евра постои сериозна правна опасност градот да го заглаиме. Такво нешто, да речам, е недозволиво. Скопје би банкнотирало. Она што можеме да го направиме е да го смениме концесионерот, како што го сменивме, и договорот што ќе го склучиме да биде сериозно порестриктивен од оној што бил претходно склучен и да ја чекаме веројатно првата можност, ако тој договор не се исполнува, да може да се раскине тој договор, така ќе го ослободиме градот од бремето кое што го има, иако повеќе сакам да тој договор се постигне и градот конечно да добие сериозната можност да добие современа депонија како што е Дрисла. Состојбата правна во која што се наоѓа градот визави едната и другата фирма или едниот или другиот конзорциум е таква заради тоа што своевремено, за жал, не било водена нити совесно, нити добро постапката за избор на концесионер за Дрисла и ова се последиците кои што се обидуваме како ова што денес го донесовме и со една посериозен надзор во иднина да може да направиме една квалитетна депонија, кешки да не мораме да бараме нова постапка, туку депонијата конечно функционира онака како што било предвидено кога се правила студијата за избор на приватен партнер за концесионер за депонијата Дрисла. Тоа беше и последното прашање. Во име на иницијативата на Мегдан ви благодарам што прифативте да се соочите и да одговорите на прашањата на граѓаните, бидејќи многу ретко добиваат можност вака директно да постават прашања на функционерите. Ако сте вие спремни, јас сум спремен еднаш месечно да направиме оваа емисија. Немам проблем со тоа. Ќе ве држиме за збор. Хвала ви на поканата. Благодарам.